Шериф Латифа Ибраимови од Елчево едва ја преживуваат зимата. Без дрва за огрев и струја, без јадење и топла облека во овие минусни температури, ја молат државата да се смилува на нив и да им обезбеди барем дрва за огрев и да им се приклучи струјата, која 10 години не светнала во нивниот дом. Сакаме една помош за невеста се направи една како хуманост помош да имаме. Првеќе ние сме многу сиромашни, струја немаме, 10 години више немаме. Страдаме ние, без хлеб, без вода сме, што се вика, без огин сме ние тука. Сакаме од наша држава нешто да ни помогнат. Тешко многу се, кажувам ти, јас награб докарам секој ден по едно дрво, колку само да гледам да се нагреа невестата, пошто не мога јас секој ден да ода. Еден ден ода, еден ден одмара. Немаме ни шпорт, немаме ние. Немаме ни дрва, немаме ние. Ни јадеја немаме ние, ни покриви немаме ние. Што да кажа друго? Те виде како што живееме, социјалка примаме 1800 динар. Земаме ние. Можете ли да работите или? Ако мога ќе работа, ако не мога јас мора не да чувам. Дека јас мога да одам некаде да работам. Јас ќе работам, не е проблем, ама јас не мога да оставам неа. На целата мака и сиромаштија и сопругата Латифа боледува од срце и бронхит, а потребна е и операција на жлезда, но поради слабото срце и неизлекуваниот бронхит, лекарите не дозволуваат операција. Сопругот секој ден ја носи на лекар, но без пари и лековите редовно не може да ги земе. И не сум... До доктор одиме секој ден одиме. Секој ден. Ајде, вие кажете ми, и вчера така. Што ве боли најмногу? Од што боледувате? Те това ми боли ми жлездата, бронхито ми боли, срцето ми боли, на очите ми удари, на стомако удари. Операцијата се тешко се движиме. Тешко. Не можам никакво води да се перам, ни да ништо, не можам. Не можам рамнежа да се фана. Не можам. И се плачам дома, оти не можам. Ноступ сум по амбуланти, а нема пари. И не освето тражим ми. Освето, ама освето, дали има, дали нема, нек се здрави живи јас. Некој дава, некој не дава. Господ нека и помогне на них. Јас сакам од државата да ни помогнат нешто, да ни дават, барем и струјата нека закачува и дрва нека ни дават. И што се вика облика нешто кебишта и органи, што да било од некој друго помош нека ни дават. Ибраимови живеат сами во трошната ладна куќа. Имаат мажена керка, но и таа живее тешко и во сиромаштија, па не е во состојба да им помогне. Затоа тие бараат милост од хуманите луѓе и државата, да им се помогне, сопругата да се излекува и да ја поминат зимата сити и на топло.